Денеска се одбележува Денот на културата во сообраќајот, а целта е нејзино подигање на сите учесници во него, за да се постигне поголема безбедност. Овој ден би требало да е повеќе од протоколарен, бидејќи се работи за наша безбедност, но наместо подобро, некои велат станува се полошо. Ја не мислам дека нема ништо тука се сообраќајна култура, ништо нема. Во е хаос. Нема, по моје нема. Па да ти кажам, тука и брзо се возе, не се многу пази. Никаква. Сите брзо трчат, може на надпревар ќе одат. Не пазат, а? Не. Секој брзо возе, зашо ово тука го наставаа машки, женски да би се појавуваат на бандерите. Автобус некно до згоре се затрчал, ќе ме сгазеше. Јас мислам дека тамо немаше некоја ознака. Безакал остана. Граѓаните не се оптимисти бидејќи располагаме со урбано безредие и благоречено стресна сообраќајна култура. Еве зошто. Тоа е што не може да се помине. Тротоарот не е за кола, тротоарот е за пешако да помине. И што ќе се чувствуваш кога они се натурани колите? Дека за нас па нема простор. Па нема кај тука не во ѓуброто. Минец, јас многу не сум. Значи нема безбедност. Па нема. Нема шанса тоа. Нема шанса. Поради паркирани коли. Да. Четврти очи отворени. Да, не се чувствуваме слободно. Не. Од друга страна, Републичкиот совет за безбедност во сообраќајот посочува дека секоја година реализира превентивно едукативни активности за сите категории учесници во сообраќајот. Сообраќајната култура представува начин на однесување на секој учесник во сообраќајот, како и сваќање на однесувањето на другите учесници во насока на побезбедно одвивање на сообраќајот, односно намалување на непријатните ситуации и минимизирање на сообраќајните незгоди и повреди. Ако на едукацијата се додадат и казните од полицијата и секојдневните немили сцени, сето тоа е недоволно за да се истакне безредието на улиците. Граѓанскиот гнев кон возачката несовесност е голем, а причини за тоа има безброј.